Как се чувства по-водиското сега? Защото тази е зададена природа и ти не може да живее. Кога гледаше во велосипедот, чија беше тоа девојче? Да, сигурно тоа било негова керка, која што, за жал, сигурно ја нема, што гледаме солзи во неговите очи, сигурно ја нема. Што мислите вие? Дали човекот ја уништи природата? Дали и таа не возвраќа со својот удар? Како ги уништи? Земјотрес. Така, имаме земјотрес и видовме така. Земјотресот, што, еве, за жал, не само да уништил куќи, туку и уништил нешто скъпоценно, тоа се човечките животи. И заклучокот ваш што е сега за? Не треба да ја зададуваме природата. Така, зошто и таа може да возврати. Пораката ја видовме, ја кажавме и им добивме задача да изработиме дома истражување. Ајде да видиме кој сака од дел од своето истражување да го прикаже тука пред целото оделение. Ајде, Милена, друг? 22 април е меѓународен ден на планетата Земја. Тој ден е најголемиот општоприфатен празник на луѓето. Денот на планетата Земја прв пат бил обележен во 1970 година, кога се одржани најголемите демонстрации во историјата. А денеска преку нашата драматизација, сигурно ние ќе изразиме својата грижа, посебно децата се загрижени за планетата Земја. 22 април, ден на планетата Земја. Ето, навлеговме во новиот век. Минатото ќе го заборавиме, но тешко ќе ги заборавиме загадените мориња, езера, реки. И не само тие, изчезна едното растение. Како ќе ја заборавиме бедната слика на природата? Боравил дека до пред некое време тој зависеше од мојата природа. А сега, за жал, зависи од него. Долго време ја користи. Ја направи како свој роб. Почна да се представува, да изменува природните закони. А заборави, да јас му подарим живот. Планетата Земја е загрозена. Мртвите реки, езера, мртва естеството, но човекот не ја контролира природата до крајна мера, како што мисли тој. Никогаш не може да го стори тоа. Затоа, крајно време е да се свести. СОС, Томас, Сатурн, Нептун. Никој не се јавува. Нема помош. Останува сами да си помогне. Време е. Време за да не остане природата само во уметничките слики. Време е, човек! Благодарам за драматизацијата. Првата група ќе истражува за водата како животна средина или го настаното личе, погледнете. Воздухот како животна средина ја имате втората група. Третата група ќе истражува во врска со почвата како животна средина. Се што треба да се напише во неа. Имате прашања, дополнителни, имате некои задачки што треба да ги изработите.
Не знам. Сега, секој од вашата група по еден презентер ќе си изберете или кој што ќе го презентира оно што го изработите? Нашата група истражуваше за водата како животна средина. Еве ги нашите заклучоци. Без вода нема живот. Водата е животна средина. Рибите, алгите, планктоните и сите други живи суштества што живеат во неа. Човекот ја загадува со многу химикали, отпадоци и не ја заштитува. Вашата екопорака е да ја читаме? Нашата екопорака е: не ја загадува водата да пием, зашто таа е само капка во морето. Браво! Нашата група истражуваше за почвата како животна средина. Екопорака што е? Нашата екопорака е чиста почва, здрава храна. Добро, видите друго имате? Екопораката што ви е? А екопораката ни е чист воздух за здрав живот. Се служувате сите дека на крајот се разбира сите ваши работи кои што си ги изработите, ние ќе ги ставиме во еден убав екоплакат. Можете се да користите за ова. Еве ви за боичките, фломастерите, ножичките. Ајде, берете си. Залепете ги тие, што ги премотивче. Секоја мисла, убава мисла за планетата Земја. Значи секој да напише една убава мисла, порака. Залепете си ги. Имате екопораките. Ајде, која порак ти ќе напишеш, Симона? Боја со зелена истина, ова ще за зелена истина. И гредичката, да. Браво. Завршивте ли? Да. Ајде да видиме сега што сме направиле. Ајде. Дигнете го плакатот. Ајде, дигнете го плакатот. Ајде да видиме. Дигнете го. Ајде, многу убаво, а? Да. Оде да видиме. Ајде што сме направиле да видиме. Ајде, чие дело е ова? Која е твојата порака? Каде е твојата подарок? Така, ајде да слушнеме. Мила моја дебилке, те чувам како слави. Ау, како славен се ја чуваш. Ајде да видиме чие е овој подарок. Мој, сакам да е чиста водата. Така, сакам да е чиста. А овој подарок чие? Мој. Така, за кого е? За земја. Еве го нашиот производ денешен. Како го оценувате? Со каква оценка? Со петка. Со петка. А вие како се оценувате меѓу себе? Сите ли учествуват? Да. Со каква оценка? Со 10. Со 10 за вас. А сега еден мал допринос за планетата Земја за денешниот ден. Благодарам за денешната активност. Многу бевте вредни. Јас сум задоволна од вашата работа. Ја оценувам со највисока оценка. Се надевам дека и вие сте задоволни од денешниот ден. Како ќе ја поздравиме планетата Земја? Види среќа! Види